Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Ова мое вклучување во живо одлучивме да го поистоветуваме со една поинаква вистина од она вистина која што вие и ние ја знаевме досега. Значи, воедно сакам да ве обавестам дека ова раѓање се поистоветува со месецот на Овенот, затоа што, како што може да забележите, номадите, овчарите се во кратки одела и како што може да забележите на ова најстара икона од првиот е представата која што ни докажува дека раѓањето всушност е поврзано со Македонија, тоа е со македонскиот кутлеш. Верувам дека македонскиот кутлеш ни означува символика која што е поврзана со вистината за Македонија и верувам дека ова библиско раѓање е во денешна Македонија, она за кој што Владо Павлов има напишено и книга и за кој што Владо Павлов 2,5 децении се бори да ја докаже вистината за библискиот Исус и Македонија и символиката на сето она што ние денеска го гледаме на ова икона, представата на пирамидата на оганот, каде што гледате нема никаква пештера, нема никаква штала и сето она што се прави гламурозно денес е всушност исмејување на нашиот Спасител. Пирамидата на оганот, пирамидата на кутлешот, пирамидата на светлината, која што е во близина на, како што гледате, трите мудреци, или ова символика ја означува нели Гиза во Египет, или појасот на Орион, па така, ако ова ние го истражуваме, вака како што е поистоветено со трите мудреци кои одат под звездата, нели, од исток, е всушност символиката на појасот на Орион и Пајонска и Гиза во Египет. Тоа значи ли дека Исус треба да е роден во Египет? Не. Ние имаме Пајонска Гиза, која што деновиве, а најверојатно утре, од терен ќе ви ја представам, така да вие самите да утврдите дека Пајонска Гиза која што е поставена по појасот на Орион, во близина на нејзе треба да е и ова пирамида на оганот, каде што, како што гледате, Витлеемската звезда или кутлешот е представен внатре. А тоа значи дека библискиот Исус би требало да е роден на територија на денешна Македонија, каде што ги имаме најголемите почитувања на пирамидата на оганот. Оганот го символизира кислородот, а тоа е сосем идентично и со кутлешот, дека
животот на земјата не би се засновал без етерот, од кој што настанува е пламен, тоест негативниот јон, и македонскиот кутлеж, кој што е генератор за создавање на кислород. Уште еднаш, ова икона, како што може да забележите, дека ова пирамида е пресечена и дека е уништена. Али овој символ во едно мое друго видео ќе ви представам сосема идентично како е представен во Израел, каде што сосема идентично е поврзано со кутлешот. Дали се слушаме, македонци мои, или треба да прекинам? Дали се слушаме добро или треба да прекинам? Затоа што навистина сакам да живееме во една светлина, во еден мир, во љубов со вистината. Бидејќи овие масони во црна мантија, со оние бадникови поворки што ќе ви ги прават, се ритуални поворки кои што се поврзани со убиствата на македонците во времето кога е роден Исус. Затоа и некога се велеа Коледе. А еве и символиката на звездата, која што нашите дечиња со најчиста крв ќе ја носат. Уште еднаш, дали е разбирливо она што јас како Владо Павлов ви го представувам, а денес цел свет се бори да го земе ова мое откритие и поврзаноста на Исус, не библискиот, него историскиот син на Клеопатра, да си го присвои како негово дело. Дали некаде на друго место постои ваква звезда, освен нашата македонскиот кутлеж? И дали ова икона ни ја докажува вистината за раѓањето на библискиот Исус? Раѓање кое што би било на пресечена пирамида од минатото и кое би било во близина на тројцата мудреци, а тројцата мудреци ги символизираат трите пирамиди во Гиза, Египет. Така што ова раѓање, како што ни е представено на ова најстара икона, ние би го поистоветувале во Египет, каде што имаме Гиза, што значи дека во близина на Гиза, Египет, би требало да биде ова пирамида пресечена и според иконата каде би требало да биде роден библискиот Исус, во Александрија. Или сосема идентично имаме во Кочанско три пирамиди кои што символизираат Пајонска Гиза и во нејзина близина исто имаме пресечена пирамида која што ќе ви ја објавам денес, каде би требало да биде раѓањето на библискиот Исус. Дали до овде и дали ова не ви потврдува дека Исус е македонец? Библискиот. Ако одеме од историски аспект, никаде не е споменат ниту од Тит Ливи, кој што живее во времето на Тиберии и на Август Октавијан и Изрод Велики. Затоа историски овој лик за Владо Павлов е Цезарион Емануел, синот на Клеопатра седма. Ако се вратиме во минатото, од неговиот корен, од коренот на Александар Трети Македонски,
ќе дојдеме до заклучок дека ова пирамида на оганот е поврзана со древната престолнина Бела и дека на исто ова пирамида, идентично како Исус, библиски е роден и Александар III Македонски. Се разбира, не во месецот на јарецот, туку во месецот на овенот. Како што гледате, нема замрзната пирамида, нема замрзната хибернација, нема мечки, него има номади во кратки одежда и имаме символика на етер, на Богот, на светлината, на оганот, каде што ова е оган без каде што ова е оган кој што ви го представуваме без етерот или без негативниот јон, колку и да имаме кислород овде, нема да имаме оган. И овој оган е познат како Пелагнија или како Белагнија или како белиот оган. И затоа ве повикувам да ги отвориме очите, да не живееме во темнина, да ги гледаме фактите и аргументите и пред се да гледаме битката која што се врши на најгрзоморен чин против Владо Павлов, а се со една цел ова да биде сокриено, ова да биде уништено. А ќе ви докажам дека сум во право. Затоа што некогашната озна Јудба, недлабоките корени незини беа во Македонија и со распаѓањето на Југославија уште останаа во Македонија. Единствена организација која што успеа да ја умртви озна Јудба е ЦИА. Тоа значи дека денес со Македонија владее ЦИА, која што е зима улогата претходно на озна Јудба. Ако ова не е доказ дека библиски Исус е македонец со звездата македонскиот кутлеш, тогаш ме прашува, македонци мои, што треба да не биде друг доказ? Ваше е дали утре ќе одлучите вие, македонци мои, моето дело, мојата вистина која што ви ја поклонувам, да биде ставена на крст и распната. Еден од големите аргументи зашто Владо Павлов треба да биде ставен на жилотина и зашто се врши ова организирана хајка против него од сите служби, затоа што на некој му смета ова пирамида пресечена, која што е поврзана со раѓањето. Не раѓањето утре и задутре. Рим си го слави раѓањето, затоа што на денот на сонцето, кога пештерата влегува кога сонцето влегува во пештерата, Рим ја победува Македонија. И 3 дена Божик славе. Така да денешните празници со Божик, вие 3 дена ќе славете победа на Рим, за кој што има 70 градови запалени, за кој што има 8.000 дечиња убиени и не знам колку ли жени несилувани и убиени. Еве тоа го славите вие денес. Го славите Рим, ги славите 3 дена славње на Рим, славите 70 града запалени, уништени, славете 8.000 дечиња убиени, Коледе. Славете 3 дена за Рим, македонци мои. Славете илјадници жени силувани од римјаните, од Цинци Легија ди Рома, наречена Македоника. Е тоа го славете вие денес, македонци мои. А се молете на Спасителот. Е како да ви помогне Спасителот кога вие го славете Рим, а Рим го уништува Спасителот ваш?
Појасно ли е што славите македонци? И побрзете и парето да го направите. На кој да му се падне? Да го погоди во десното бедро со копјето. Може да вртете и барбут. Али ова никој не може да го отме и да го сокрие. Јас не ми наоѓам мана. Славете го Рим колку сакате. Но немојте оние луѓе, оние македонци разбудени да ги правите забегани. Затоа што ние не дозволуваме четвртата царска сила да не манипулира повеќе. А тоа е Ватикан, кој што манипулира со сите нас. Четвртата светска сила, која што брзо ќе се распадне. И ова е вистината за Пелагонија, латински или за белиот оган или за Белагнија, поврзана со кутлешот. А испејувајте го вие колку сакате нашиот спасител и Месија со пестери, а претходно со трла. И бдејте над лагата од масоните во црна мантија, најголемите манипулатори на Ватикан. Дали се согласувате, македонци мои? Дали се уште ќе живеете во темнина и ќе ве носат масоните во црна мантија во лавиринтот на Минотаурот? Или ќе барате јажие? Или ќе барате јаже за спасување? Теразиско од кој што ќе видите светлината. Но тие повторно ќе ви кажат: тие се забегани, тие се секта. Зошто? Затоа што се уште треба да ве држат со катанец на умот и пранги на нозете и да живеете во темнината и да го исплювате вашиот спасител и да правите бадникови поворки за убиството на 8000 дечиња кога се родил библискиот Исус. А звездата која што ја носат дечињата ви докажуваат дека е поврзана со Македонија и со кутлешот. Ова е доказ и аргумент дека Витлеем е бела и дека нестариот Витлеем е во Македонија. Затоа што ако е во Израел, тој ќе биде Давидова звезда, а не македонски кутлеш. Дали до овде можевме да дојдеме до некој заклучок за се што се прави против Македонија и за се што од утре вие ќе славите 3 дена Рим, 3 дена илјадници силувани македонки, 3 дена 8000 дечиња убиени, 3 дена 70 градови запалени. Е ваш избор. Мој избор не е. Ама цинци легијади Рома кои што владеат 2000 години, повеќе и Бог не може да ја трпи. И затоа ќе има се посилни и посилни земјотреси. Како што ви најавив од 22 декември. А вие колку сакате правите ме луд, забегани каков ли не. Не ема да прекинат земјотресите се додека овај оган не воскресне во древна Ематеја Мигдонија, земјата на кутлешот. Дали сакате да знаете каде е ова пресечена пирамида денес? Или да прекинам, доволно е. Дали сакате да знаете каде е ова пресечена пирамида денес? Пирамидата на Македонија и доказот дека Исус е македонец и дека раѓањето библиско Исусово, иако историски не е потврдено за таков лик, Исус е во Македонија.
и доказ дека Клеопатра по стар македонски начин го родила цезаринен Емануел во Македонија, во исто идентично на местото во градот на Агријанците како што бил роден и Александар, потомокот на Исус, предокот на Исус. Дали сакате ова место да го видите денес? Каде е? За да дојдете до заклучок зошто Владо Павлов треба да биде убиен, биолошки или на било кој друг начин. Или да прекинам, да ве оставам во предвечерието на славењето 3 дена Рим. 3 дена илјадници силувани македонки од Цинци, Легија ди Рома. 3 дена 70 градови запалени од Цинци, Легија ди Рома. 3 дена убиства на 8000 дечиња, коледе, во времето кога се родил и библискиот Исус. Да ја представиме или да прекинеме? Чекам на вас. Дали да ја представиме ова пресечена пирамида, која што е поврзана со ова најстара икона и ни докажува дека библиското раѓање е во Македонија, бидејќи ако е во Израел, ќе биде Давидова звезда, а не македонски кутлеш. Ве слушам, македонци мои. Дали сакате да дознаете зашто Владо Павлов беше ставен овие 10-15 години на животина? Дали сакате да знаете на кого му Владо Павлов смета? И дали сакате да знаете дека Сионскиот приорат точно знаел каде е раѓањето? Дали сакате да ви докажеме дека ова пресечена пирамида е всушност во Македонија? Во близина на Пајонска Гиза, во близина на трите пирамиди Спанчево, Соколарци и Врбица, кои што ги представуваат овие, кои што ги представуваат тројцата мудреци. А погледнете ја звездата водилка. Представена е како архангел. Погледнете ја. Звездата водилка, која што ги носи тројцата мудреци или појасот на Орион, или звездата водилка, архангелот кој што го носи созвездието Орион и кој што се поклопува со пирамидата на македонскиот кутлеш, пирамидата на Богот светлина, пирамидата на оганот, оган без кој не би можел да постои ако нема етер, негативен јон и кислород. Символиката на 8 протони и 8 електрони, символиката на бројот 16, кој што ни докажува дека македонскиот кутлеш всушност е Богот во нас, а тоа е кислородот, македонци мои, кој што е поврзан со бројот 16 во периодичниот систем. Владо Павлов зборува за наука, за вистина, а не за приказки и бајки, како некој што умее да не објаснува и да го измењува нашиот спасител со штали, со пештери, а всушност тој бил роден на најсветото место на земјината, топка од каде што почнал животот на земјата, на рајската градина, на Еденската градина. А тоа ни го докажуваат и прочите кои што денеска се киднапирани, украдени од увара довлочени кочани, со најстариот символ на свеќето на животот, затоа што му смета на Ватикан, најголемото дело на Владо Павлов, а му смета и на сите, затоа што денес во Македонија немаме македонци. Денес во Македонија имаме тастери, кој на ЦИА, кој на Ми-8, кој на Опус Деј, како познатиот поп Зоки, и кој што следат царската крв во Македонија, за да може да бидат уништени и убиени сите поколенија од Филип.
Кој на БНД, како големиот Ковачевски, вашиот некогашен премиер, БНД кој што настанала од СС дивизии од нацистичка Германија. Да зборуваме уште. Кој на УДБА и ОЗНА, српска, четничка, денес загушена од СИА. Дали сме спремни да ви ја покажеме пирамидата каде што е било библиското раѓање? Дали сме спремни, македонци мои, да видите зошто Владо Павлов биолошки и на било каков друг начин требаше да биде мртов? Или да прекинеме овде? Да ве оставам во предвечерието да ставите 3 дена Рим, 3 дена убиство на 8.000 дечиња македонци, идентично како тоа што се прави денес во Палестина. И верувате дека спасителот е од тие кои што денес истото го прават со Палестина, а некогаш го правеле со Македонија. 3 дена славење на илјадници силувани македонки. 3 дена славење Божик на 70 градови запалени. Од првиот ден кога била поробена Македонија на 22 декември. Денот кога влегува сонцето во пештерата. А дали ја пренасате Стефче вистината? Или само секој сте спремни да ја слушнете? Ако апостолски вистината не се пренесува, доаѓаме до овој живот како што денес како живееме македонците. Живот во кој ќе чекаме да го вртете парето? За кого парето ќе го вртите? Што има Исус со парето? Еве каде е роден. Еве зашто Владо Павлов е ставен на џилотина. Покрај многу други работи, една и ова најбитната работа, која што смета на Ватикан и на Сионски приорат. Еве каде е роден. Еве каде иконата е поистоветена со пирамидата. И случајно ли не денес ЦИА застана позади ова место. Еве каде е роден библискиот Исус. Еве пирамидата по 8000 години исто останала пресечена. Овде е споменикот од Ноб, кој што нема ни набуквата од Ноб. Споменикот од Ноб, кој што денес ЦИА го реновираше и го заштити. Не споменикот. Целата пирамида ЦИА ја зеде под контрола. Каде што истражуваше и каде што се увери дека Владо Павлов е во право, го заштити местото. И останува тајна се уште да стои. Еве ја. Овај дел како што го гледате е пресечениот дел на она пирамида од иконата. Што значи овој дел од овде е обратно од иконата. Иконата е представена од овде да е сликана, каде што гледате дека е пресечена целата. Еве, значи сликата предходно е од овој дел сликана, а додека пресечениот дел на ова на иконата пирамидата што е од западната страна. Уште еднаш. Еве, како што гледате и до ден денес стои пирамидата пресечена.
Појасно ли сега, македонци мои, зошто вие славите 3 дена? И зошто Владо Павлов е ставен на животини? На кого му смета Владо? На Сионски приорат? На Ватикан? Ова е пирамидата на македонскиот кутлеш. Ова е пирамидата пресечена каде што е роден библискиот Исус. Но и претходно Александар Македонски. Е затоа смета Владо Павлов. Бидејќи вие треба да живеете во густа темнина. А кога вие живеете во густа темнина, цврстината и силата оде на тај што ве ставил во темнина, а не на онај што треба да ве ослободи. Продолжите и понатаму да живеете во темнина. Продолжите и понатаму да славите 3 дена Божик, 3 дена победа на Рим, 3 дена раѓање на нов Рим, 3 дена на убиство на 8.000 дечиња родени во времето кога се родил библискиот Исус. Коледе! Носете по секој градови бадникови поворки. Славете го убиството на 8.000 дечиња родени за времето на Исус. Славете 70 градови запалени од древниот Рим, кога ја поробил Македонија. Илјадници силувани македонки, од Цинци, Легија ди Рома, Македоника и невино Ѓамана. Тој е ваш проблем. Вие сте одлучили така. А мој проблем е вистината и ќе се држам секојаш до вистината. А вие сте сведоци мои колку се борат да ја земат ова вистина и да ја присвојат. И да го загушат ова Павлово востание. Затоа што ние знаеме вистината каде е роден библискиот Исус. Идентично на местото каде што е роден неговиот предок Александар Македонски. И на лице место ќе ја представяме со дрон ова пирамида на овие неверни томовци кои што се тастери на ЦИА, на МОСАД, на Опус Деј, на Ми-8, на БНД. И секогаш тие ќе велат против нас дека ние сме забегани, дека ние сме секта, за да ова вистина никогаш не излезе на површина. Пирамидата на огнот, пирамидата на Мајка Богородица, на Девица. И не случајно споменикот од НОП е представен како девица со круна. И го завршувам ова видео. Еве вие македонци. Ова е круната на Мајка Богородица. Ова е незината коса. Ова е незината глава. Ова се незините раце високо кренати. Ова е незиниот стомак, кои што поистоветуват и кои што докажува дека некој знае каде било раѓањето библиско на Исус од Мајка Богородица. Па затоа и представиле, ако гледате од птичја перспектива. Дуалитет. Ако го гледаме вака, го гледаме земскиот живот, ја гледаме круната на Мајка Богородица, незината коста, незината глава, раци и стомак. Ако ја обрнеме за 360 степени, ќе го видиме черепот и коски, символот на масоните. Читете, македонци, читете и будете се од темнината, затоа што секогаш ќе живеете со темнината. Ете зошто ЦИА стави рака на споменикот од НОП, кој што нема ни Н буква од НОП. Ако знаете дека ЦИА ја пороби УДБА и ОЗНА во Македонија, единствено ЦИА успеа да ја совлада. Затоа америчка амбасада овде реновираше и правеше
и стави рака да се чува ова место, кое што години уназад и децении Владо Павлов го објавил и донесел преку 20.000 луѓе од цел свет на лукубија. А моите кочанчани не сакат со никаква почит ова да го представат. Затоа што цврстината и силата има оној лукавиот и ги ставил мои кочанчани во темнина, а живеат на најсветото место, кое што утре треба да биде држава во држава, каде што треба да има своја војска овај град, своја полиција, идентично како што Ватикан е држава во држава. И цел свет да дојди да ја види вистината за Македонија и раѓањето на пресечената пирамида во денешна Македонија, затоа што најстарата икона ни го докажува сето тоа. Ако вие гледате Давидова звезда, тогаш ви имате проблем. Тогаш јас ќе верувам дека раѓањето е во Витлеем, Израел. Или Давидовиот град. Но ако погледнеме ова символика, ќе дојдеме до трите пирамиди, од појасот на Орион, на тројцата мудрици и звездата водилка Архангелот кој ги носи и кој што тие ја следеле. Ќе ја тражиме пирамидата во Александрија, Египет. Но утре кој ќе отидеме и од лице место кое ќе снимаме, кој ќе ви докажеме дека освен Гиза во Египет има и пајонска Гиза во близина на Кочани, ќе дојдете до заклучок дека би била ова пирамида на оганот на македонскиот кутлеш, аргументи и докази за раѓањето на библиското Исусово дека било во Македонија. Или ајде вака: Александрија, Витлеем, Израел и Бела Кочани. Од мојата истражувачка дејност, тоа се 3 локации каде би требало да биде роден Исус. Ева, одлучите вие. Дали е тоа во Израел, каде што гледате дека немаме Давидова звезда? Дали е во Александрија, каде што овие тројцата мудрици го представуваат појасот на Орион и Сириус, звездата водилка Архангелот? Или е навистина раѓањето Исусово библиско било во ова пресечена пирамида во денешно Кочани, каде што Сионскиот приорат точно знаел и го испратил Чемерски да го направи споменикот од Ноб, кој што нема ни на буквата од Ноб, со представа на македонската круна на мајка Богородица, Девица и незиното раѓање. Е ова заштити денеска ција. Е зато им смета Владо Павлов. А Бога ми смета и на вас, 90% македонци мои. Каде што 90% сите што дојдовте сте биле соработници на некоја служба. Каде што 90% сите што поминавте преку Владо Павлов, работевте за каузата да биде ова загушено востание на Павлов, ова вистина за македонската круна, ова вистина за Мајка Божја, за Мајка Богородица, ова вистина за пресечената пирамида и Исусовото раѓање, кој што ни го представува најстарата икона за библиското раѓање. Нека ви служи на чест
на сите вас кои што поминавте и бевте соработници на странски служби, нека ви служи на чест и на сите најблиски соработници, вашите сопруги или вашите сопрузи, кои што одработувавте за овие странски служби кои што има за цел да ја сокријат вистината од Владо Павлов. Секоја ви чест на сите вас, гладни, бедни и боси македонци мои, барем да ве најадува овие странски служби што ви ја купија душата и ви ја направија черепи и коски. Сакали или не, ова вистина за пресечената пирамида ќе воскресне, а греот ваш на сите кои што работевте за странските служби е уште поголем и нема да има простор и карма како да го расчистите. Затоа што ова е многу свето што ви го кажувам денес. А ви одлучите дали ќе славите 3 дена Рим, 3 дена славење на 70 запалени градови, 3 дена славење на убиство на 8000 дечиња кои се родиле заедно со Исус, библискиот. 3 дена славење на илјадници македонки мајки силувани од синци Легија ди Рома Македоника. Јас не, а вие на крајот барајте го и парето за сите овие злочини кои се правени врз Македонија, да имате среќа следната година. Да сте ми живи и здрави, изборот е ваш. Вистината морав да ја пренесам, затоа што доаѓа ова што го гледате на ова икона. Доаѓа оној со мечот, оган, и кој што ќе стави во функција повторно пирамидата на огонот. А вие и понатово слугувајте на Ватикан и на последната светска сила, царска сила. Јас не славам 3 дена Божик, 3 дена слава на Рим, во чест на 70 градови запалени македонски, во чест на убиени 8000 дечиња како Сребреница, кога се родил Исус, Коледе или Бадникови поворки денес. 3 дена славење на илјадници македонки силувани во Бахамиите после победата на Рим над Македонија. Љубов, љубов и само љубов.